прочитавме текстот што е за денеска и ако некаков така наслов е соодветен на овој текст, е она легендарна мисла која изнесува Дикенс во романот Приказната за двата града, за Лондон и за Париз, кој почнува така со противречни реченици. Ова беше најдоброто време од сите времења, ова беше најлошото време од сите времења. Ова беше време на светлина, ова беше време на темнина. Ова беше време на спасение, ова беше време на смрт ли како. И така многу противречни реченици, така започнува книгата. И служението на Павле во овие два града, има приказна за двата града, градот Солун, два македонски града, Солун и Берија. И ова беше најдоброто време во тие градови, ама беше и најлошото време. Време на светлина, време на темнина. Павле проповедаше таму и пишува во овие раскази за неговата служба во тие градови, дека многу луѓе поверуваа, угледни луѓе, и јудеи, и елини, но исто така и многу луѓе се разбунтуваа против него. Го вознемируваа народот, креваа, хајка организираа против него и Павле беше принуден и во двата града да бега и да ги остави младите цркви, да ги остави младите христијани. Тоа е служението на Павле. Во секој град гледаме едно добро време, гледаме време на светлина и гледаме едно лошо време, време на темнина. Нешто слично за оние кои гледале фудбал, кои гледат фудбал и Лига на шампиони пред 2 недели, кога играа Ливерпул и Реал. И ова беше најдоброто време на Ливерпул. За 14 минути почетокот дадоа 2 гола на Реал, што никогаш во Лига на шампиони не се случувало Реал за 14 минути да губи 2-0. И тоа беше најдоброто време за навивачите и стана во исто време и на лошото време, зашто во продолжение на 75 минути примија па 5 гола. Ливерпул на крајот да заврши 5-2 за Реал. И тоа најдобро време стана најлошо време, најтемно време. Така е во животот и така е во служењето. Зошто? Зашто Словото е Божјата сила. Божја сила која ги разборичкува нештата. Малку понатамо, нели го прочитавме одека, ќе го разгледаме тој момент кога ќе го обвинат Павле и неговите соработници пред градските управници, пред судиите, ќе речат: овие го побунуваат светот, го побунија светот. Или со други зборови, оригиналниот збор е овдека: овие го свртеа светот наопаку. Ги свртеа нештата, целиот свет го свртеа со главата надолу. И тоа прави Евангелието. Евангелието не е обичен расказ, не е роман, не е мисли, книги на Дикенс или на Платон. Евангелието е Божјата сила. Како што Павле пишува на римјаните, Евангелието е силата Божја која спасува јудеи, спасува елини. И тоа гледам и овдека. Павле одеше, проповедаше, се спасуваа елини, се спасуваа јудеи и при тоа не го оставаше рамнодушен никого. Едни се спасуваа, други пак се бунтуваа. И ќе видиме, и тоа е главната тема што сакам да ја извлечеме, зашто и тоа темата на текстот, како Словото го менува општеството. Како Словото кога проникнува во длабочината на општествениот живот, не ги остава нештата така. Тоа руши тврдини. Тврдини кои се обидуваат да го помрачуваат, да ја помрачуваат вистината. Кога почнува Евангелието да се проповеда, повеќе светот не е ист. Се пореметува оној непријатен, лош мир, овој привиден мир кој постои. Ги вознемирува нештата и го променува општеството. И денеска христијанството, и денес, како и секојаш, и денес сака да ги менува работите. Христијаните, црквата сака да го менува светот, да го менува општеството. Се обидува да го прави тоа. Многу пати
многу цркви се обидуваат да влијаат во општеството така што ќе решаваат проблеми. И се впуштаат во политика, да решаваат политички проблеми, се впуштаат во економски проблеми, да решаваат економски проблеми, анализираат ситуации, психолошки проблеми на луѓето. Павле, кога проповедаше, кога одеше во некој град, тој не си поставуваше за цел да ја смени политиката, да ја смени власта, да ја смени идеологијата. Тој имаше само една единствена цел, да го проповеда Евангелието. И проповедта на Евангелието ги правеше сите други промени. Бидејќи кога сме верни да го проповедаме Словото, и овој текст многу говори за тоа, тогаш се семенува. Не ги остава нештата да останат во онаа лошо, непријатно статус кво какви што се и во моментот. Но пред да поминеме на разгледување, да се подсетиме кај се наоѓаме во книгата Дела на апостолите. Значи, ова е второто патување, има 3 мисионерски патувања Павле, ова е второто патување, кој почна од Антиохија, заедно со Сила, негов соработник, јудеин исто така, ги посети Павле црквите во Галатија и тука некаде во Галатија се придружува еден нов соработник, младиот Тимотеј. Стигнуваат со водството на Бог до Троада, каде што се придружува и лекарот Лука, и од Троада преку Егејско море поминуваат на европска територија. Првиот град до кој доаѓаат е Филипи. Го видовме служењето во Филипи. Павле е принуден да го напушти Филипи, ги видовме тие работи, таму основана црква, и заминуваат преку, и тука многу на брзина, Лука вели дека поминаа само низ Амфипол и Аполонија и дојдоа во Солун, еден многу важен град во Римската империја во рамките на Македонија. И една така чисто граматичка промена што можеме да ја видиме овдека е дека повторно Лука почнува да говори во трето лице множина. Тоест, тој не е веќе меѓу нив. Тој е со нив заедно во Филипи, од Троада до Филипи, каде што пишу ние правевме, бевме заедно, додека веќе гледаме дека тука се само Павле, Тимотеј и Сила. Не знаеме Лука каде, веројатно останал во Филипи, може би да се грижи понатаму за црквата таму, за таа млада црква, во домот на Лидија и темничарот, римскиот темничар, или може би лекувал некого, додека Павле со Тимотеј и Сила одат во Солун. На брзина поминуваат, не се задржуваат во Амфипол и Аполонија, многу така карактеристично за стратегијата на Павле да посетува центри, главни центри. Бидејќи кога ќе се основа црква во некој центар, стратешки, тогаш гледаме и тоа го пишува на солунците, од вас, од Солун, Евангелието се рашири на секаде. Тоа е таа ваква тактика. Централните места да бидат усвоени и од тука потоа се шири Евангелието во тие околни места кои се под влијание на главните центри. Солун е важен центар и тогаш бил и денеска географски, стратешки со пристаништето кое возможува продирање во длабокиот континентален дел на Европа, тоест на империјата во тоа време. Од Солун, се навлегува во внатрешноста на империјата. И како што е обичај за Павле, прво влегува во синагогата. И таму 3 недели проповеда, т.е. 3 саботи проповеда. И се овдека има една низена зборчина што ги употребува Лука, кои откриваат начинот на проповедта на Павле, како тој ја комуницира проповедта, како го комуницира Словото со луѓето таму. И прво почнува, дека тој им зборуваше од писмото. Писмото е основата на неговата проповед. Словото е авторитетот на проповедта. Се она што ќе го говориме овдека се однесува на Словото како авторитет. И почнува со збор што им зборуваше од писмото, кое не е
обично зборче, не е само зборчето лего или туку е тоа е зборот диалогомај, тоа е диалог. Но кога ќе кажеме диалог, нели, диалегомај, не е како денешното разбирање. Значи, денешното разбирање за диалог е кога двајца зборат. Како си? Добар сум. Кај одиш? Одам тамо. Не. Во суштина, зборчето, ова зборче, значи резонирање. Значи разумно разбирање. Значи, например, диалогот не секогаш не мора да значи разговор или дебата. Например, Платоновите диалози, во кои во најголема мера е представено учењето, нели, на Сократ, во нив Платон самиот, тој рационализира, тој разговара, води диалог со себе си, со замислениот Сократ, нели, со неговиот учител. Сократ не е жив повеќе и тој така во еден диалог го рационализира, го резонира, разумно го објаснува учењето. И тоа нешто го прави овдека Павле. Тоа е суштината на тој збор диалегомај. Нека тој резонира, има разумни размислувања на словото. Или неговата проповед е нешто сосема поинакво од современите проповедници кои се обидуваат да бидат убедливи, да ги убедуваат луѓето со тоа што така ќе го кренат гласот, една бомбастична проповед, ќе удрат на говорницата и така ќе ги убедат луѓето. Не е тој стилот на Павле. Стилот на Павле е резонирање. Едно објаснување, разумно објаснување. Бидејќи на крајот на Кришта Бог не создал како разумни битија, има разум, ни дал слово, ни дал текст кој треба да биде сватен со нашиот ум. Тоа е првото, тоа е основното. Ние треба да бидеме мислители кои го изучуваат словото и размислуваат на него. Зошто, како што Петар вели, треба да бидеме спремни да дадеме сметка за нашата надеж кога ќе бидеме, нели, прашани за неа. А ние за да одговориме, да објасниме нашата надеж, прво ние треба да знаеме во што веруваме, да знаеме зошто веруваме. Че овдека има едно резонирање, едно размислување. Понатаму продолжува не само што зборуваше од писмото, им објаснуваше. Писмото им го објаснуваше. И овдека повторно еден збор, во кој пак има двојно нешто, и во сите овие три зборчи имаме двојни работи. Имаме еден дуализам. Прво, нели, имаме диалог, во смисла на размислување, потоа објаснување, и тука зборот, гледате, е дианоиго, кој значи да расцепиш нешто на две. Едно, да отвориш нешто. Едно да го направиш двама така што ќе го отвориш. Идејата овдека е на расцепувањето да се види внатре суштината, содржината, како кога ќе отвориш една калинка, да видиш што има внатре, или ќе раскршиш, ќе расцепиш орев. Зошто? За да стигнеш до суштината, до јатката. И тоа е она што го прави Павле. Резонира, за да го... Словото треба да се отвори, да се, како што вене, се раскрши, како што се крши лебот, да се стигне до онаа внатрешност, да се види идејата, суштината. Целта на едно поучување, целта и на проповедта, прво во резонирањето, да се види кој е точното и јасно значење на текстот, зашто тоа е текст. И тој да се представи јасно, разбирливо, да се објасни на луѓето. Библијата не е книга во која ние треба да очекуваме надприродно да ни доаѓаат вистините. Библијата е текст, како и секој друг текст. И текст кој е напишан по сите правила, како што се пишува еден текст, со граматика, со значење. И нашата
цел е да го видиме тоа значење кој Бог го вложил преку тоа писмо, во тој текст. Затоа се применуваат правила на толкување кои не се само библиски. Во книжевноста се употребуваат тие правила на изучување на било кој текст. Исти се правилата. Затоа не е прифатливо кога и јас не прифаќам кога нели многу пати изучуваме некои тексти со студентите, што мислите, и сега ќе се јават некои и ќе кажат како што мене духот овдека ме води и ми говори, јас викам стоп. Остави го сега како духот. Текстот ми каже што зборува. Зашто текстот си има идеја која е вложена. Духот има голема улога. Но во овој поглед ние треба да ги вложиме нашите усилби да го разгледаме текстот, како што и Павле правил. Да го отвориме тој текст, да видиме што има внатре, која е содржината, во неговата суштина да влеземе. И така, вели, и Павле размислуваше на текстот, кога проповедаше, го објаснуваше значењето внатре и на крајот завршува и докажуваше. И тука има повторен збор кој има пак две нешта. Паратите ми. Што има парат, това значи дека има две нешта, едно и друго. Што докажуваше дека Христос требаше да пострада и да воскресне и дека Исус всушност е Христос или Исус е Месијата. Паратите ми значи да земеш едно нешто и да го споредиш со друго нешто. Да поставиш две нешта во кое ќе ја најдеш врската. Со други збори Павле велеше: еве, гледате што пише во Стариот Завет. Исаја, например, за Месијата, дека тој требаше да пострада, тој правеше чуда и така натаму. И сега еве ви ги историските факти. Гледате Исус што направи? Нели тој ги исполни тие месијански пророштва за неговото учење, за животот, за делата? Отиде на крстот како што пишуваше во Стариот Завет. Умре како што пишува. Воскресна. Тоа е Месијата. Исус е Месијата. Тоа е начинот на збор, тоа е начинот на кој Павле проповедаше, размислуваше, објаснуваше и докажуваше. При што основата му беше Словото на Бог. И кога имаме такво, кога ќе извлечеме идејата, пораката на Словото на Бог, тогаш действува Светиот Дух. Светиот Дух го исполнува со сила Словото на Бог кој го проповедаме. Не нашето човечко слово. Не ја што мислам. Не Духот така од горе што ќе ми падне од небото. Точното и јасно значење на Словото. Точно и јасно значење. Секоја проповед треба да биде точна, да произлезе од Словото, да извлече суштината, значењето на Словото, треба да биде јасна, објаснета и треба да биде релевантна. Тоест, Павле на евреите во синагогата им докажуваше од Стариот Завет дека Исус е Месијата. Кога отиде на Ареопагот, тој воопшто не им докажуваше дека Исус е Месијата. Зошто? Зашто тие на Ареопагот таму суди, филозофи, воопшто немаа врска со Стариот Завет, не знае. Тој таму им цитираше од нивните филозофи. Библиска беше проповедта, следниот пат тоа ќе биде Атина. Меѓутоа, на начин на кој тие ќе сватат. Библиски размислуваше, објаснуваше, им докажуваше. Ама на начин кој е соодветен и кој ќе го сватат атињаните, филозофите. На евреите пак им докажуваше дека Исус е царот што го очекуваат. Понатаму кога ќе дојдат тие заговарачи против Павле, ќе ги изнесат пред градските судии, ќе изнесат едно обвинување дека лажно, дека организираат бунт, преврат, велејќи дека не императорот, Цезарот, туку Исус е царот. Дека Исус е конкурент на император, т.е. организираат политички преврат. Тоа проповедал Павле, велат тие. И навистина Павле проповедал дека Исус е царот, Месијата.
кој го очекуваат евреите. Ништо ново, да, евреите очекуваа дека Месијата ќе дојде да царува во едно вечно царство на правда. И Павле вели, да, Исус е царот кого вие го очекувате. Меѓутоа, за да има царство на правда, во кое ќе царува Месијата, треба да има праведни луѓе. А ние не сме праведни. Никој од нас не е праведен. Треба прво да станете праведни, за да зацарува Месијата во царството на правдата. А начинот некој да биде праведен е она што го говорат пророците. Тој треба да пострада. Тој треба да биде откупната жртва за вас, за вие да бидете праведни во неговата правда. И така, и таквиот начин на проповедање, преку размислување, преку објаснување, со докажување, придонесе мнозина да поверуваат, пишува многу јудеи од синагогата и елини и многу видни жени. Сега, некој ќе каже, добро се, значи се сведува на изучување, ништо повеќе. Малку подоцна, неколку години подоцна, Павле ќе им напише на солунците. Во две посланија, во првото послание, во 5 стих на 1 глава, тој ќе каже, нашето евангелие, или добрата вест, не дојде кај вас само со слово, само со објаснување, само со убедување и така натаму, туку и во сила, и во Светиот Дух, и во полна увереност. Во силата на Светиот Дух и така што таа увереност, тоа убедување дојде од таа сила на Светиот Дух. Што значи тоа? Што сакам да кажам? Дека не силата на аргументот на Павле, не неговата убедливост, не неговото резонирање, не неговите докажувања ги доведоа до верата луѓето. Туку сите тие работи беа употребени од Светиот Дух, тие луѓе да бидат употребени. Значи, што не треба да бидеме да го занемариме, не треба да бидеме лежерни во изучувањето на Словото, бидејќи само она Слово, само она проповед, која ја одразува вистината на Евангелието, која е библиска, која се темели на Евангелието, на вистината, е Слово кое Светиот Дух ќе го употреби. Светиот Дух нема да употреби наши човечки филозофии, наши човечки приказни, наши човечки манипулации, а многу често тоа се случува во проповедите, проповедниците да си говорат своји манипулации. Како да станува некаков тренд, проповедникот кој ќе изе да каже нешто бомбастично, сите ќе паднат во несвест, од кај сега го откри, леле, да, навистина е така. Светиот Дух види како му говори, многу е логично. Не, целта на едно изучување на Словото не е ние да стигаме до некои вистини кои никој не ги чул, бомбастични, и да ги восхитиме и да кажат браво, како нели му откри Духот. Не, целта на изучувањето и нашата проповед е да го на луѓето, да го проповедаме вистинското значење, вистината од Словото, зашто Светиот Дух со сила действува во таа вистина. Притоа, со јасното сознание, дека не ние ќе ги убедиме, не нашите зборови, туку Светиот Дух кој ќе действа преку тоа Слово и ќе ги менува срцата на луѓето, ќе ги менува нивните животи. И затоа кога ни треба се да дадеме во нашата подготовка, ни треба најдоброто од себе да го дадеме во изучувањето на Словото, со молитвата, со целосната зависност од Бог, тој со неговата сила да действува преку тоа Слово. И тоа е овдека многу јасно представено. Павле пишува Лука, еве како Павле се однесуваше кон Словото. Размислуваше, објаснуваше, докажуваше. Меѓутоа, самиот Павле пишува на солунците. Но не само Словото беше битно, туку силата на Светиот Дух кој действуваше во вас. Да дадеме се од себе и преку цело време молитвата,
Бог да действа преку Неговиот дух во тоа слово кој ние ќе го проповедаме. И едно такво слово Бог секогаш ќе го благослови. Секогаш го благословува своето слово. Словото кое ќе излезе од нас, ама кое е библиско, кое е вистината. Како што гледам и овдека. Многу луѓе поверуваа, многу јудеи и елини поверуваа, меѓутоа и многу се разбунтуваа. Од словото се разбунтуваа, не поради нешто друго. И така доаѓаме до судскиот процес или до она главна тема, превртениот свет. Пишува дека јудејците стана љубоморни, потикнати од завис, пишува. Видоа како од синагогата се празни синагогата, бидејќи многумина отидоа во новата црква на некој си Јасон, во Јасоновата куќа, каде што била црквата, каде што живееле, престојувале Павле и соработниците. И од таа завис што работи Евангелието, отишле на пазарот, тамо нашле безделници, силеџии и ги потикнале да отидат во куќата на Јасон и да ги барат сега овие виновници, луѓето што не ги сакат. И доаѓаат тамо тие силеџии, влегуваат насилно во куќата и не ги наоѓаат Павле, може били предупредени, не знаеме, но го зимаат Јасон, неколку други браќа кои сигурно се од Солун, поверувале и ги изнесуваат на суд, ги носат пред градските управници. И при тоа, интересно е тоа обвинение што нели го изнесуваат, оние што го побуниле дека во нивниот дом всушност се сместени или Јасон како домаќин дава за солниште на некакви револуционери, не знам, луѓе кои сакат да ја сменат власта, кои сакат да организират државен удар, тоест на местото на императорот да го стават Исус. Тоа е лажна. Едно така тие нели го изнесува такво обвинение и вели, уствари тие се толку се опасни, го збори за Павле, што го побуниле целиот свет и сега и тука доаѓаат. И тоа зборче побуниле е овдека важно, или зборот, не го имат оригиналниот збор, анастато, тоа значи една мирна, статичка, неподвижна состојба, да ја разбуниш. Најсоодветниот идиом е, нели, да ги свртиш нештата наопаку. И навистина во тоа време имало мир. Навистина, Римската империја, и тоа целата, Пакс Романа, Рим да носи мир. Кај што освојува, таму да носи мир. И една од причините во древноста да нема мир биле религиозните различности и тие вовеле религиозен мир. Како? Со синкретизми. Од еден пантеон богови разменувале во друг пантеон и како што пишува Гибон, он е познатиот историчар кој пишува книгата Декаденција и пат на Римската империја, има една интересна мисла која е многу вистината, вели сите тие пантеони, сите тие религии што постоеле во Римската империја, обичните луѓе гледале на сите тие религии како на подеднакво вистинити, како подеднакво силни, нели, прифатливи. Филозофите гледале на сите тие религии како на подеднакво лажни, што филозофите скептички се однесуваат кон тие пантеони, а пак вика политичарите гледале на сите религии како подеднакво корисни за манипулирање на луѓето. Така секој си наоѓал некаква сметка во тој мир што владеел во Римската империја. И сега што се случува? Доаѓаат луѓе кои велат сите тие религии се фалшиви. Сите тие религии ве туркат во смрт. Сите тие религии ве носат во пекол, зашто сите вие сте грешни. И сите вие треба сега да се покајате, зашто има само еден кој спасува. Тоа е проповедта на Павле. Буквално го напаѓа тој систем во кој има толеранција кон сите религии, зашто сите се добри и сите спасуваат. И таквата порака на Павле кој нанесува удар на религиите, на филозофијата, предизвикува реакција. Од една страна гледаме луѓе
поверуваа, од друга страна пак се организира бунт против нив. Не може Евангелието, кога се проповеда, тоа да остави таква статус-кво ситуација. Ке има спасение, ке има и бунт. Зашто христијанството удира на суетата на човекот. Или ќе ја покори кон Христос, во послушност на Христос, или ќе ја разбунтува против Христос. Во книгата Путешественикот има еден момент таму кога христијан и верен одат на еден пазар на суетата, или како панегиор на суетата. И веднаш се забележани од трговците, од сите, поинакво се облечени, поинако зборуваат и барат поинаква стока на тезгите. На тезгите се нуди суета, се нуди лага, а тие барат вистина. И трговците кои не можат да понудат вистина, го организираат целиот таму пазар, град, панегиор, и ги фаќаат и ги затвараат, мислам верен е убиен, а потоа христијан го пуштат. Но тоа е идејата, истото што се случува во Солун, па и во Берија. Имаме еден пазар на суета, доаѓаат да нудат вистина Павле и останатите и веднаш ги разбунтуваат работите. Како тие тезги да се превртени, расторен на целиот пазар, што мирно, спокојно функционирал долго време. Павле во 2 Коринтијани, во 10 глава говори за уривање на тврдини. Тоа вели дека тврдините всушност се оние учења кои помрачуваат вистината за Бог. И вели дека словото, проповедањето на Евангелието е рушењето на тие тврдини, кои се многу силни. Што ме зборот тврдини овде ко употребен? Значи се силни некакви силни пречки да се проповеда вистината. Но има начин. Тоа е Евангелието кој ги руши и вели ја покорува секоја мисла во послушност на Христос. Зашто Словото не се обични мисли, не се обични учења, туку е сила Божја, која го променува, го пореметува од основи светот. Например, Лутер, кога пишува една од своите биографски записи, сум го читала и порано, така ми е комично малку, интересно, зашто одрасува голема вистина. Знаете ли, папскиот систем, папската институција, пред Лутер, со векове била цел на уништување од мокни цареви, германски, англиски, француски. Никој не успел да намали моките на папата. Низ векови. Напротив, таа се уште повеќе се издигала. Тој симнувал силни императори, силни цареви. И Лутер овдека во еден момент, кога веќе е напредната реформацијата во Германија, вели, пишува, јас само поучував, проповедав, го преведував Божото Слово. И додека спиев, или вика пиев пиво Витенберг, така, тоа била марката на пивото, со Филип, мисли на Меланхтон, и мојот пријател Амсдорф, зборот толку многу го ослабна папството, како што никој крал порано не успел тоа да го направи. Јас не направив ништо, Словото направи се. Тоа е таа вистина. Една мокина црковна империја. Католичката средновековна Европа била посилна институција од денешната Европска унија. Со таа разлика што средновековна Европа е една централизирана црковна држава. Националните држави, националните царства се подчинети на тој еден црковен авторитет. Имаме црковна централизирана држава. Националните царства, независно дали е шпанско, дали е француско, германско и така натаму, во рамките на тие царства постои една институција која е независна и која е посилна, поавторитетна од политичката институција, од царството, од императорот. И така постои, така живее со векови
Западна Европа, како една централизирана црковна империја. Најмокни цареви се организираат и не успеваат да ја срушат. И во еден момент, кога почна да се проповеда Евангелието, паѓа, се руши тој систем. И папската власт и губи силата. И Лутер вели, не сум јас тој, мене ме обвинуваат, мене ме прават антихрист. Не, јас само го проповедав Словото, спиев и се дружев со моите пријатели. Се правеше Словото на Бог. Бидејќи Словото го свртува светот наопаку и така ги свртува што ги поставува нештата на вистинското место. И тоа не само империи, не само држави, туку тоа е така бидејќи прво се случува во личниот живот на човекот. Го свртува наопаку животот на човекот, го изместува од онаа статична состоја, мирна. И секоја вода кога е мирна, кога не е разборичкана, е чиста. Секоја, дури најзагодените места, кога ќе земеш вода, е чиста. Меѓутоа, ако ја разборичкаш, тоа значи се превртат нештата, нели, со главата надолу, се она што е долу излегува горе. Тоа го прави Словото и во нашиот живот. Кога ќе дојде, она, нели, идила што сме си ја живееле, се распореметува. И почнува нашата гревот излегува на виделина, нашата праведност се покажува колку всушност е мрачно, темнина, не е светлина. И тогаш почнува Словото да се отпечатува, Христовиот лик да се отпечатува во нас. И Светиот Дух, кога го отвара срцето, кога го дава, кога новиот човек се вселува во нас Христос, и тогаш буквално од основа се променува човечкиот живот. Сосема нови вредности, сосема нова мисла, сосема нова представа за животот, се ново. И тоа се свртуваат нештата наопаку, како што, нели, правилно велат овие обвинители, го свртеа светот наопаку. Нова мудрост. Сака ли човек чист ум? Да, треба да се посвети на Словото. Така доаѓа Христовиот лик во нас, во обштението со Словото и дејството на силата на Светиот Дух во молитвата. И така, значи доаѓа до тој бунт, едни поверуваат, други се побунуваат против него, го изнесуваат обвинението против Јасон, велат, овој крие предавници, овој крие луѓе кои сакат империјата да ја срушат. И тоа е обвинение за кое пресудата е смрт, смртна казна. Меѓутоа гледаме дека не успеваат да го докажат тоа. Јасон ќе треба да даде ветување, залог, тоа е ветување дека нема да ги прима повеќе кај себе Павле и останатите, и така и се случува. Павле го разбира тоа и ноќта тајно заминуваат и одат во Берија. Но црквата во Солун останува да суштества. Понатаму гледам во посланието колку расте и колку активна таа црква. Како од Солун понатаму нели се разнесува Евангелието низ цела Македонија и Ахаја. И одат во Берија. Берија е град кој не е важен во тоа време. Ако нели беше денес има туристички рути. Нели? Кога ќе одеш во агенција туристичка и ти организираат рута, Берија не би бил на патот на тие рути, зашто не е важен град. И затоа со право мнозина коментатори на Библијата сметаат, следејќи го досегашниот тек на Павле, кој оди по Вија Игнација, нели главниот пат, од Филипи преку Солун, би очекувале Павле да продолжи на запад, до брегот на Јадранското море, и потоа да оди до Рим, зашто тоа би било еден логичен пат. И Павле им пишува, нели, во посланието до Римјаните, 1 глава 15, дека одамна имал желба, одамна планира, сакал да оди во Рим. И тоа бил нормална рута. Меѓутоа, тоа е точно времето, и тоа ќе видиме кога ќе стигнеме во Коринт градот, кога ќе го разгледуваме, ќе се запозне таму со Прискила и Акила,
кои пишува дека побегнале од Рим, бидејќи се бркани од Клауди. Клауди во тоа време император, кој донесува заповед сите јудеи од Рим да го напуштат градот, ги брка. И тоа е причината поради која Павле не продолжува. Туку се свртува на југ, кон Берија, но тоа е Божиот план. Може би не бил планот на Павле, но Божиот план е секогаш добар. И не запознава со една црква која е позната како благородната црква. Што се случува таму? Побече. Многу важно, има синагога во тој град. Павле оди во синагогата, исто таму поучува, објаснува, докажува и поверувале многу луѓе. Го примија словото со голема усрдност и секој ден го проверуваа за се уверат дали тоа е вистина. Тоа што е специфично овдека за овие луѓе е што тие, кога Павле размислувал на словото, кога објаснувал, кога докажувал и така натаму, тие самите и они размислувале, самите проверувале да видат колку сето тоа е точно. Не, интересно се, ако они го примиле Евангелието, некои бика, биле наивни, не, денеска, кога некој побрзо ќе поверува, тоа е од тие нели што не размислуваат многу. Не, интересно, овие луѓе многу размислуваа, многу проверуваа и го примија словото. И тоа повеќе пишува дека беа поблагородни од солуњаните. Многу повеќе луѓе поверуваа во Берија отколку во Солун. Како? Зошто? Бидејќи реше, чекај да видиме дали е така. И се убедија. И нивната вера беше навистина основана на она што го рековме, знаат во што веруват, знаат зошто веруват. За жал, во современото христијанство отсуства тој момент. Луѓето сами да се убедуваат, да проверуваат, да изучуваат. Денес е оној шаблон постои во црквата, што ќе каже од амвонот проповедникот и многу глупости се кажуваат, многу ереси се проповедаат и луѓето ги прифаќаат, зошто? И велат, ама тоа има авторитет, ние треба да го слушаме. Не, мислам дека често пати причината е мрзаливост на луѓето, така им е полесно. Некој да им кажува во што да веруваат и они веднаш прифаќаат. И затоа има некои толку небиблиски учени кои се толку популарни, поради друга причина, бидејќи така им годи на телото. Многу од тие учења ја задоволуваат човечката суета, човечката поход, човечките страсти и се прифаќаат. И не сакаат да ги проверуваат, зашто им се убави тие учења. Многу пати, или обично, лагата е попријатна за човечките уши од вистината. Овие луѓе не беа такви, пишува, и знаете она што пак нели ми прави впечаток, дека тоа го правеа секој ден. Не во сабота, кога Павле ќе отидеше во синагогата. Павле одел во синагогата во сабота да им проповеда, а потоа тие секој ден зимат, се отвараат, се учат. Денеска е вообичаен. Неделната служба е како 7-дневна терапија. Има терапија дневна, има апчина што секој ден треба да ги пиеш, ама има таква терапија еднаш во неделата се зима и дејства цела недела. И така денешната неделната служба станува неделна терапија. Одиш недела од црква, слушаш на проповед и таа ти е за храна, за лек за душата за цела недела. Не, бериците сака секој ден тоа да го прават. И тоа е важното овдека. И затоа Павле ги нарекува дека беа благородни луѓе. И тука зборот благородни е еогенес или добар ген или добро потекло. Ако сакате, оној средновековен збор, аристократска, плава крв. Тоа е суштината на зборот. И видите, кој би блиското разбиране за благороден човек, благородник, аристократ. Знаете кој е благородник според Божите стандарди? Човек што се поучува во Словото. Зашто тој навистина станува благороден човек. Словото
го облагородува. Словото ја облагородува човечката душа, човечкиот карактер. Тоа едни браќа се збореа пред проповедта, дали како Словото духовно созрава човек и кога го созрава, го менува неговиот карактер. Тоест, го облагородува и тој станува благородник. Има, може не плава крв, но има божествена во себе природа. Има божествен карактер. Божествениот лик него го променува. Млади луѓе, сакате ли благородна мисла, благороден ум, благороден карактер? Тоа е начинот. Како беријците, да се изучуваат Библијата секој ден. Словото облагородува. Овдека идејата е во древноста, во средновековието, благородните луѓе имаат висок статус, нели? За нешто посебно. Тоа е посебноста. Словото Божие, нашата припадност, нашата врска со Бог, нашата промена која доаѓа од присуството на Духов во нас, облагородува. И знаете ли, овдека уште една работа така прави впечаток. Сите цркви што ги видовме досега, што се основани од Павле, и Галатија, и Филипи, и Солун, потоа ќе видиме и Коринт, нели? До сите цркви Павле пишува посланија. Само едно послание отсуства, една црква отсуства. Тоа е послание до беријците. Нема таква послание. Знаете, нема таква. И знаете зашто нема таква послание? Зашто Павле пишува послание? Пишува зашто има проблеми. Проблеми. Тој пишува до црквите зашто има проблеми. Очигледно дека црквата во Берија е благородна црква. Си го изучува Словото, посветени се, нема проблеми, Павле нема зашто да им пишува послание. Тоа е многу голема, логиката е, нели, овдека. Пак како во приказната за двата града, Солун и Берија, и овдека, видите, од Солун дојдоа, тие истите, од Солун. Во Берија не се најдоа такви луѓе, што ќе организират. Од Солун дојдоа и си најдоа своји приврзаници и пак организираа бунт против Павле. Не? И дојдоа за да го потресат и вознемират народот и тогаш браќата го испратија Павле, дојде кон морето, а Сила и Тимотеј останаа таму. И потоа Павле оди во Атина и ќе видиме што се случува понатаму во Атина. Остануваат тие цркви таму и ќе ви прочитам еден текст кој после Павле го пишува, ќе го цитирав, нели? Идејата неколку пати ја спомнав, мај ќе го прочитаме текстот. Што се случува понатаму со црквата во Солун? Вели, од првото послание, првата глава, 6 до 8 стих. Вие се угледавте на нас и на Господ, кога во големи маки го примивте Словото со радост на Светиот Дух. Кога отишол Павле во Солун, сеќавате што се случи порано тоа од Филипе доаѓа во Солун. Во Филипе беа тепани со стапови. Лука пишува, многу беа тепани, многу ги тепаа, скршени од ќотек. И тие доаѓаат во Солун претепани. На нивното лице, на нивните тела се гледала таа, на нивното одење, на нивното движење се гледале тие рани. И вие го примевте Словото со радост на Светиот Дух, така што станавте образец за сите верници во Македонија и Ахаја, зашто од вас одекна Словото Господово не само во Македонија и Ахаја, туку и во секое место се пренесе славата за верата во Бог, така што нема потреба ние нешто да зборуваме. Вака погледнато, нели, поради таа двојствена реакција, нели, во градовите на вера и на бунт, заклучокот би бил, ако го немаме ни овој текст, Павле отиде, остави млади луѓе, што ли стана со тие цркви? Не, продолжи Бог да си работи. И христијаните растеа во верата и служеа и го ширеа Евангелието. И тоа е стратегијата на Павле. Основа црквата, остава зад себе верници и продолжува работата на Бог. Црквата е во Божите раце. И Бог си ја држи црквата. Бог не ја остава така црквата.
Солунците биле останале пример, вели, за другите, така што го ширеле Евангелието. И ако тие биле пример тогаш за другите, тие се примери за нас денес. За тоа како треба и ние да го шириме Евангелието, да бидеме сведоци во овој свет. Ние треба и денес, како што Павле правеше тогаш, да го превртиме наопаку светот. Ама тоа се случува само преку проповедта на Словото. Нема друг начин. Нашите човечки стратегии за идеологии, политики, социјални, економски, нема да го сменат светот, единствено тоа го прави Словото. Бог и не очекува друго од нас. Христос ни даде порака, ни даде заповед да бидеме Негови сведоци таму каде што ќе одиме. Тоест да го проповедаме Неговото Евангелие. Тоа е заповедта што ни е дал. Тоа го правеше Павле. Кај да отидеше, тој немаше друга стратегија, немаше некакви други планови, освен да го проповеда Евангелието. Единствената стратегија. Нам ни е дадено тоа Евангелие, кој ги руши тие крепости, тие тврдини на лажните учења кои го затемнуваат, кои ја потемнуваат, кои ја помрачуваат вистината на Бог. И нека Господ ни помага, ни дава и мудрост, ни дава и копнеш, ни дава и сила да светиме во овој свет, да проповедаме и да живееме во послушноста на Него. И нека Тој се прославува во тоа и го менува светот.